Superkupov, все пак пътува в Англия. Заслужено или не, тежко е да се каже, ако замирише в Шпания, нямаше да биде недослужено. Но той, що ги користи всички пенали, а това в случая беше Манчестър Сити, има право да се радва, има право да слави, а на спортивната страна Немanja Gudurić, но не го реализираше последният пенал, odnosno го направи пътешко да я погоди гредата и на този начин донесе Сити да победи нова награда после изведување на пенали от 5:4 или со такъв резултат 6:5. Това е било готова фудбалска драма, нова фудбалски убавина на ова, што овде имаме прилика да го гледаме, да уживаме, да не речем да навиваме за фудбалот без да катиме страна. Тоа е што е го прави фудбалот магија. Тоа е она што никогаш не може да го објасниш зашто милиони луѓе го сакаат, зашто милиони луѓе широм планетата на нормален начин полетуваат за вакви фудбалски големи надпревари. Тоа е радоста, тоа е задоволството, тоа е адреналинот која носи фудбалската игра. 16 август 2023, ден на одигрување на Суперкупот. Да се види кој е подобар од освојувачот на Лигата на шампионите Манчестър Сити и освојувачот на Лига Европа, екипата на Севиља. Се наоѓаме на мостот кој што ги поврзува двата стадиони, значи стадионот Peace and Friendship стадион, каде што се наоѓа акредитейшн центарот, од каде што ги подигнавме акредитациите, и евене преку мостот поврзани на другата страна со стадионот каде што вечерва за 5-6 часа од сега ќе се одигра надпреварот од Суперкупот. Значи Георгиос Караискакис стадион. Поднив автопат, метрото тука. Многу интересно, самото метро застанува директно пред самиот стадион, излегуваш од метрото и влегуваш на стадион. Тоа е нешто што не се гледа секогаш, посебно од безбедностни причини кога се работи за вакви надпревари, но еве грците како организатори УЕФА со Амин Нелинезин дозволиле да биде вака, се надеваме дека се ќе биде како што доликува на УЕФА. Поздрав! Дека фудбалот понекогаш може да се игра и без голови. Условно кажано потврдуваат овие снимки на скоковиот објектив овде во Атина за неполни 5 минути. Стативите, диреците градат на мрежата е изваден од зелениот терен и овде се подготвува подиумот за победниците и на другата страна го нема голов. Сето тоа е веќе добро спакувано и извадено. Уште еден збор за последната технологија и уште еден збор дека фудбалот е магија и фудбалот треба да се сака, но за да имаме добар фудбал треба и вакви нешта, вакви терени, вакви стадиони, вакви магии, вакви вадења на стативите. Сето тоа е интересно за око, сето тоа е убаво. Ако гледаш тоа е живо, како луѓето сето тоа го подготвуваат и го прават така едноставно. Наистина билина празник за очите, празник за душата. Да кажеме, по 90 минути 1:1 не очекуваат уште фудбал, уште возбудување, уште прекрасни моменти овде во Атина.
Sve što može da pomeri fudbalska igra, sve što fudbal može da podari na fudbalska duša, na ovdje gledači, na ovdje prisutni ovdje na stadionu, sve po ovako bilo ne bi doživljavame i konfliktne se. Ederson, mislim da беше ključni čovjek koji ostavi City во igra, odbrani pri rezultat 1-0 za Sevilla, 2-3 ključni udari da ne neće spasi sigurni golovi. Od другата страна, милениците на Пеп Гвардиола направија една фудбалска пајачина пред голот на Севиља. Просто ја мелеа од едничката одбрана, ја плетеа топката, ја весеа од нога на нога и успеа да стигнат до избранување. Но Севиља не се бранеше, не личеше тоа на игра каде што се задоволуваат со 1-1. И има уште неколку брзи проигрувања или полуконтранапади со кои навестија дека се навистина квалитетна екипа со голема традиција. Во овие фудбалски моменти кога навистина овде фудбалски уживаме, да кажем, во ова фудбалско велигранство, се потсетив дека за Севиља своевремено играше и славниот Диего Марадона. А зошто играл толку во Севиља, еве, и овде гледаме колку е Севиља голем клуб. Да не го споменувам Давор Шукер, кој 5 сезони играше за Севиља и кој постигнал мал милион голови и забележа околу 150-200 напревари за овој клуб. Севиља е голема, Манчестер Сити уште поголем. Двајцата Хрвати, Матео Ковачич и Јошко Гвардиол само ги пополнуваат фудбалските каменчиња во овој грандиозен состав на Манчестер Сити и потврдуваат колку фудбалскиот Балкан е богат фудбалски, колку има играчи кои вредат тешки фудбалски милиони на овој пазар. Да не ги заборавиме Немања Гуделј и Иван Ракитич од спортивната страна од страната на Севиља. Зборувам за луѓе кои се близко до овие балкански простори каде што впрочем се игра и ова финале. Разменувајќи мали искуства со новинарите спортски од Европа, кој овде исто ги има во голем дел, едноставно ја праша Михали, Мијалчо, што очекуваш да играат двете најдобри екипи во Европа? Играат Манчестер Сити, победникот на Лига Шампиони, кога гледавме во Истанбул, и Севиља, победникот на Лига на Европа. Тоа е врвот на фудбалската игра, тоа е фудбалското мајсторство, тоа е уживањето кое го нуди фудбалот. И затоа треба да се овде на лице место, да го почувствуваш ова, да го мириснеш, да се радуваш, да се возбудуваш, да ти игра срцето, да ти треперат тетивите и на крај да бидеш задоволен, без оглед кој е конечниот победник. Оваа игра победува фудбалот, никој друг. Фудбалскиот дом понекогаш и застанува и џаве целото искуство и сили сето оно што сме го гледале. Ова е врв. Ги испушти пеналите, значи победникот ќе се решава по изведување на пенали овде во Атина и ќе видиме како сето тоа ќе заврши. Ајде. Акропол. Една од светските атракции. Убаво место да се доживее, да се види
Без разлика што сонцето на август ни покажува зави, многу ни е топло, многу народ не им смета сонцето. Дојде ни да го видат ова здание. Стварно е нешто што мора да се доживее, дека преку филм, преку видео, преку фотографија не може да се почувствува тоа што ова историско здание, историска градба ја нуди. Огромен простор. И од едната и од другата страна се гледа Атина како на сред град да е поставен.